Добре дојавте, почитувани. Замислете интерактивна апликација што ги учи младите како да раководат со пари преку квизови, игри и симулации. Или пак едукативна кутија што го претвора училишниот материјал во практични проекти и експерименти преку стрип приказни и мини лекции. Или сервис базиран на вештачка интелигенција за луксузни ресторани и хотели кои автоматски ги анализира нивните проблеми и нуди 3 видови на дигитални решенија. Или на раквица со индикаторска хартија, сензор што го следи потењето и дава персонализирани препораки за оптимална хидратација. Или пак апликација за креативен шопинг. Корисниците цртаат, опишуваат и качуваат идеја за облека. И уште многу вакви интересни проекти, бизнис идеи, меѓу која се бараш и се избра победникот и доби 1 милион денари. Во продолжение да си кажеме со моите денешни гости, Ања Марија Макевска од Брейнстер и Давид Милошовски, средношколец од Скопје. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдовме. Ке зборуваме за проектот Средношколец милионер. Еден од овие проекти што ги прочитав како бизнис идеја доби 1 милион денари и е избран за победник. Останатите беа учесници во големото финале кој заврши вчера. А во емисијата треба да го вклучиме и Иван Секуловски онлайн, бидејќи ќе ни се јави од Битола, еве го имаме и онлайн средношколецот Иван Секуловски, односно со неговиот тим. До него се и Јован Талески и Марио Рабаджиевски. Еве сега ве гледам сите тројца и ве поздравуваме со Ања Марија и со Давид од студиото на Телма во Скопје. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Да ви честитам веднаш или прво да ја оставиме на Ања Марија да каже за што станува збор, па потоа честитки за победниците. Прво нека кажеш збор. Ајде, скромно е така победнички, а повелете Ања накусо за што станува збор, каков проект беше Средношколец милионер? Да, вака, Средношколец милионер беше проект организиран од Брейнстер групација, поточно од ДНУ академиите за средношколци и првиот практичен факултет Брейнстер Next College кај нас. Нашата идеја беше да доделиме 1 милион денари на добрата бизнис идеја со најголем потенцијал меѓу сите средни училишта во Македонија. Надпреварот траеше 2 месеци, добивме 438 идеи, од тие 438 идеи одбравме 53 идеи кои што беа ставени на јавно гласање и тука веќе одлучи јавноста кои 20 идеи да одат во полуфинале. Полуфиналето се одржа оваа сабота и финалето беше вчера. Во 7 часот го имавме победникот и еве денеска се вклучени онлайн од Битола. Да, значи рековте како стасавме до финалистите, а сега денеска во нашата емисија ги имаме двајцата првопласирани, односно победниците и второпласираниот. Второпласираниот во нивно име денеска зборува Давид Милошовски, проектот е Памет пакет. Прочита во најавата едукативна кутија што го претвора училишниот материјал во практични проекти и експерименти преку стрип приказни и мини лекции. Да. Ајде уште неколку зборови да го дообјасниме овој Памет пакет, оваа кутија. Значи во денешницата децата често знаат да учат претежно само на памет и тоа сакавме да го смениме со Памет пакет, да го направиме учењето интерактивно искуство и училишниот материјал преку проекти и експерименти да го направиме едно интерактивно и забавно искуство за децата. Така, што значи за тоа дека сте второ место? Дали го сметате тоа за утешна награда? Дали сте чувствувате поразени? Или пак сепак убаво е чувството бидејќи и второ место е голема работа? Сепак од 438 идеи или скоро 500 идеи да си второ место во државата не е воопшто лошо. Им честитаме и на победниците, нема никакво оспорување за тоа. Беше мислам дека фер надпревар и дека заслужени резултати за сите. Ајде да видиме систем 4. Честитки за победниците еве и од мене. Иван, ќе ни кажеш ли накусо што предвидува бизнис проектот спакуван во проектот Систем 4? Се разбира, значи Систем 4 е систем кој ги прегледува бизнисите, односно хотелите во определена област, ги контактира преку пошти нивните собственици, каде што го представува проблемот со кој што тие како бизниси се соочуваат. И ние, како тим, имаме 3 решенија за 3 проблеми со кои што може да се соочуваат тие бизниси. Првото е доколку рецепционерите не можат да постигнат да се јават на сите повици истовремено, нудиме AI телефонски агент кој ги прима повиците искупени од рецепционерите и одговара на прашања и прави резервации. Второ е AI чатбот на веб страна, каде што муштери, односно
сите гости можат ја отварат веб страната на хотелот и таму му се одговара на сите прашања како на чатбот кој има слична функција како ChatGPT, ама персонализиран за тој хотел. И трето е веб страна која е изградена за неколку часа за помош на AI алатки. Иван, вие сте средношколци од Битола сите тројца. Што е точно што учите, во која, дали учите гимназија или во некое средно стручно училиште? Јас сум во гимназија Јосип Броз Тито, исто и Марио е во гимназија Таки Даскалот, и ова е во стручно училиште техничко. Но јас учам на струка транспорт и шпедиција. И што беше идејата, зошто токму се фокусиравте на хотелиерството, на угостителскиот бизнис, како ви текна токму тоа? Поентата да се фокусираме на одредена индустрија е да станеме професионалци во таа област, експерти, каде што ќе можеме да му помагаме само на таа област и да видиме најдобрите со кои што може да му помогнат. Оти сепак не сме само ние со тие решенија. Добро, ајде да прашаме Ања. Да, повели? Пред тоа нашата идеја може и ќе ја опфати сите други области како што расте. За сега проблемите имат најјасен и најистакнат проблем и ние сме тука да го решиме. Добро, Ања ќе ја прашаме која беше дел од жирито, нели? Да. Зошто преовлада на крај да победи Систем 4 пред Памет пакет? Да, јас бев дел од жирито и дел од менторскиот тим, така што го следев процесот на сите овие тимови низ целиот надпревар. Да, имавме некои 45 минути дискусија со останатите инвеститори, нели, за кој ќе биде победникот. На крај сепак моравме да одбереме, нели, еден победник. Она кој што го има двете идеи и двата тима и беше позитивно. Прво беше можноста за скелабилност, значи и двете бизнис идеи можат многу брзо да пораснат и можат да се интернационализираат. А второто беше, што се одлучивме токму за овие два тима, беше баш тимот. Значи и двата тимови веќе има докажани продажби, за разлика од сите останати, беа со години заедно и некако се знаеа меѓу себе, се надополнува, се виде таа, нели, тимска игра, имаше еден лидер и така некако станавме на крај финално на овие два тима. Памет пакет беше повеќе офлайн искуство, кое што сметам дека како се движиме понатаму, се повеќе ќе биде барано, особено од онаа генерација која што оние таргетираат, Gen Alpha. Меѓутоа, сепак крајните купувачи на продуктот се родителите. Нели, таргетот е Gen Alpha кои што сакаат офлайн продукти. Можеби кај родителите се уште не е тоа толку јасно истакнато. Систем 4 и STAB се фокусираат на вештачка интелигенција. Истото прашање кое што вие го поставивте, зашто, нели, угостителство беше нашето прашање. Одговорот беше многу добар и одговорот беше дека го одбираат за најлесно да ни го покажат проблемот и нивното решение, меѓутоа многу лесно можат да се адаптираат за било која друга индустрија. Да, така. Добри, што преовлада? Значи конечно тоа беше. Тоа беше вештачка и користење на вештачка. Поискористливо во повеќе сфери? Да, користење на вештачка интелигенција и исто така голема профитна маргина, така што на крај. Така, значи гледавте и по можност за заработка. Да, да. Поголем отколку кај Памет пакет. Па можеби со некои промени може, нели, да имаат и они голема заработка. Добро, Давид, вие како дојдовте до идејата, како се сетивте токму на тоа? Дали станува збор за лично искуство, нешто што го препознавте вие во текот на вашата едукација во основно училиште, па потоа и во средно, слабостите со кои се соочивте таму, па решивте да измислите нешто со кое не само што ќе се олесните самите на себе, туку и на идните генерации. Да, значи најпрво тргнавме од себе, од личното искуство, со тоа што секој започнува од дома, од неговата заедница. Ние сите дома имаме браќа или сестри кои моментално се во основно и затоа може и најдобро да кажеме какво е нивното искуство во врска со учењето, а исто така преку овие едукативни летни кампови кои што ги имавме изминатово лето, каде што децата учеа математика, програмирање и вештачка интелигенција, видовме колку е потребно практичното учење и колку родителите имаат желба да инвестираат во тоа и токму за тоа го креиравме Памет пакет. Добро, Ања, дали кога ќе се соочите со наплив на идеи за стартап бизнис, значи рековте речиси 500,
И кога имате таква тешка задача, всушност да ги селектирате најдобрите 20, па потоа 10 и на крај во 45 минути да донесете одлука кој е нај. Дали се овој процес низ кој минавте во изминатите 2 месеци колку што траеше изборот, ви донесе доза на оптимизам дека ете имаме нова генерација на млади кои имаат навистина извонреден потенцијал? Да. Значи, сите инвеститори кои што беа вчера присутни, беа воодушевени. Не може да, едноставно прво ни требаше време да и они и ние да се создемеме дека во се средношколци. Дека, значи, ние разговараме со средношколци. Со деца, со малолетни луѓе. Да, ние поставувавме многу сериозни прашања. Они беа навистина подготвени. Покажа овие 2 месеци, затоа што овие се идеи кои што ги развиваат 2 месеци, некој може би повеќе, памет пакет и систем 4 ги развиваат нивните идеи повеќе, значи покажуваат истрајност, покажуваат посветеност, покажуваат верба во сами себе и верба во нивните тимови. Значи сето тоа ја прави иднината на Македонија многу светла. Ние тоа го знаеме од нашите средношколци кои што се кај нас на академиите, од нашите студенти кои што се на Brainstart Next факултетот, меѓутоа сега имавме можност да видиме дека насекаде околу нас, насекаде во сите градови во Македонија, во сите средни школи постојат вакви средношколци кои што навистина можат да донесат промени. Иван повторно од Битола би сакал да го видиме во екранот. Иван, не Иван, и Јован и Марио, што ќе правите со наградата? Милион денари ќе си ги поделите на 3 по 330 и тамо колку илјади денари или ќе го инвестирате првиот милион во развој на тамошен развој на вашиот бизнис? Значи, овој систем веруваме дека работи и затоа ние сме решени да ги инвестираме парите во него паметно, сепак паметно да ги инвестираме, да размислиме како ќе ги поделиме средствата во кои области и треба да размислиме паметно да ги распределиме, но сепак ние сме оптимистични дека овој систем, овој бизнис навистина би успеал и дека вреди да се инвестира во него и тоа е нашиот план. Како разбравте за повикот на Brainstart дека еве ќе се доделува, ќе се избира средношколец милионер и кога решивте да се пријавите? Уште во почетокот има како презентација во моето училиште Јосип Броз Тито во Горната гимназија. Јас ја слушав презентацијата, знаев кој е тимот, знаев која е идејата, се собравме, структуриравме се и ја поднесовме идејата, која што е 11 до милионот. Имавте дилема претходно дали токму со оваа идеја за бизнис да настапите, може би разработувавте повеќе бизнис идеи па се одлучивте за ова или ова е нешто што тлее во вас уште пред да слушнете за повикот на Brainstart? Уште одма знаев дека ќе биде ова идеја и уште одма се одлучивме со ова идеја, немавме никаква мисла за друга идеја. Ние за време ова идеја работиме и сме посветени на неја 24/7 и е се што правиме. Што значи тоа посветени 24/7? Не одите на училиште, цело време размислувате за бизнис. Колку време треба да се разработи еден ваков стартап бизнис наспроти училишните обврските што ги имате веројатно, па и дружењето со врсниците и се друго, колку време сте посветени на идејата? Значи се разбира дека одиме на училиште, но целото останато време, слободно време кој ни е ефективно го користиме за идејата, бидејќи сепак ние знаеме дека инвестираме во нешто време прво и што инвестираме во нешто што ни значи и знаеме дека за да успееме нема одмор, нема губење време, мора да се работи и мора да се работи истрајно, ефективно, посветено. Сепак ние оддаваме време нормално да се видиме со нашите блиски и не ги занемаруваме задолжителните образовни обврски, но ние сме максимално посветени на овој проект и работиме. Освен тоа, нема потреба секогаш да имаме телефон или лаптоп до нас за да можеме да работиме. Ние цело време со мислата со каде што можеме да одлетаме со мислата кој проблем да го решиме, како да постапиме, кога да се собериме, како да работиме, креативни идеи идат и на страна од лаптоп или телефон. Дали можеби во меѓувреме ви контактира од некој хотел или ресторан во обите еве да... Всушност ние контактиравме хотели и ресторани од нашата индустрија, каде што сме посветени. Ја пичиравме идејата за кратко време, бидејќи сопствениците на хотелите сепак се зафатени собственици, зафатени луѓе, немаат време да слушаат. И ние добивме
потврда од нив дека оваа идеја стварно ќе работи на пазарот, на маркетот надвор. Значи добивме голема поддршка од вистински големи хотели, од Битола, од Струга, како и од други места, од Струмица. И контактиравме и тие рекла, ова идеја е одлична, дечки, и плюс тие прашуваа, се интересира како ова идеја можела да се вгради во нашиот хотел, како би работела. Значи тие покажаа активен интерес, а не само зборови дека подржуваат идејата. Освен тоа, ние дори ги контактиравме тие хотели, наидовме на еден проблем кој што токму тој го решаваме. Нашата линија се одби, чекавме да се јавиме на еден од хотелите. Значи имавте и вие лично искуство во примената на вашата алатка. Добро рековте дека и жирито било задоволно од тоа што сте им кажале дека во угостителството и туризмот можеби најпластично може да им објасните како вашиот изум би донел решение на одреден проблем. Меѓутоа дека и вие сте свесни, а и луѓето кои ве избираа, дека вашиот изум е применлив и во други индустрии. Каде најпрво би го расшириле освен во угостителството? Можеме да го расшириме, на памет ми паѓа во стоматолошката индустрија, таму е работи слично со термини со закажување во медицината, за да оди процесот на закажување на термини полесно. Освен тоа, можеме во сметkodителството и во правото, бидејќи и тие се области кои што можат да се автоматизираат, можеби не на целосно истиот начин, но сепак нашиот систем е толку флексибилен и приспособлив, што може сегде да се примени. Така да тие ни се индустриите на памет што ни паѓаат. Стоматологијата, медицината, сметkodителството, правото и многу други се разбира. Ако по 10 години вие станете успешни бизнисмени и ве поканат да бидете жири при еден ваков надпревар од она што вие го видовте од вашата конкуренција, кој бизнис проект, односно бизнис идеја ви остави вам најсилен впечаток освен вашата, се разбира? Значи, ние како тим, бидејќи тоа и самите го вежбавме да бидеме добри оратори, добро да зборуваме, добро да се представиме и култура. Ние тоа го вреднуваме, култура, пријателство, другарство, дружење, креативност, позитивна енергија. Тоа се прво работите кои што ги вреднуваме, а потоа представителност и говор, и потоа убедливост да не убедат. Значи, треба да не убедат дека идејата работи. Оти жирито, ако не убедат, нас ако не убедат, тоа значи дека и другите луѓе од пазарот би ги убедили. Марио ми е малку молчалив, директно прашање за Марио. Марио, кој бизнис проект тебе ти остави најсилен впечаток од останатите други? Имаше многу бизнис идеи кои беа добри и кои многу би принеле добро би принеле на кај нас во денешницата, ама најсилен впечаток ми останаа Памет Пакет, односно нашата фактички конкуренција што дојдоја. Имаат одличен производ за младите и мислам дека нивниот продукт би работел, само треба текна време да се пласира на пазарот. Имаат стварно одличен продукт. Добро, ајде со Памет Пакет да чуеме малце за Памет Пакет. Освен тоа што одлично искуство бевте инспирирани, колку време ја разработувавте идејата за таа едукативна кутија и уште малку околу тоа како таа едукативна кутија би се применила во пракса, како би функционирала во секојдневието, како што ни објаснија средношколците од Битола, како нивната дигитална апликација би им помогнала на хотелите, рестораните, потоа и на стоматолошките организации, па можеби и пошироко во медицината, како вашата едукативна кутија би нашла практична примена. Да, значи и колку време го најпрво ние почнавме да обработуваме оваа идеја, односно развојот на оваа идеја почна токму после тие летни кампови за кои што ви кажав. Ние работевме на овој проект, односно да направиме некој пакет, односно продукт, прво да го тестираме кај нашите браќа и сестри, со тоа што ќе имаме најдобар фидбек за тоа како тоа се одвива кај нив и потоа тоа го пласиравме кај одредени инфлуенсери кои што потоа не споделија поради тоа што го видоа и тој квалитет. Значи веќе има прототип на таква. Да, токму така. Требаше да го донесете во студиото да го видиме. Тој беше исто презентиран и на надпреварот. Прототипот моментално е кај другите двајца соучесници во мојот тим. Да ги вклучиме онлайн и нив за да го видиме како тоа изгледа. Или ајде можност за тоа. Те молам обиди се опишиво. Да, ќе пробам во најкратки можни црти, значи тоа е кутија и да речеме ако детето во неговата програма за овој месец треба да учи за кратово, тој нема да учи преку тетрадка или преку досадна теорија, тој ќе учи преку правење на практичен проект, односно правење на кратер или вулкан, од кој што преку тој експеримент ќе запамти за секогаш дека во
тетрадката има таков кратер. Или односно, ако учи за воздушна отпорност, нема да учи од тетрадката, туку ќе направи падобран, кај што ќе учи како воздушните частички го запираат. Како ќе направи? Од хартија, од пластика, од Да, што? внатре во кутијата ги има сите потребни материјали и упатства да го направи тој проект или експеримент, а исто така има мини лекција која што го сумира знаењето што треба да го има. Што има всушност во едукативната кутија? Во едукативната кутија го има училишниот материјал од тој месец, сумирано во тие проекти и експерименти, на тој начин тоа што го учел во училиште може да го примени со практично искуство. Значи секој месец ја добива кутијата со месечна претплата и по таа кутија детето го повторува материјалот од тој месец и го учи на начин кој што ќе му остане подолго отколку на памет. Ајде уште малку како изгледа таа кутија? Колкава е? Кутијата е отприлика толкава. Добро. И во нејзе има различни прегради каде што има области различни од сите предмети кои што треба да ги помени. Има на пример блок, има Да. водени боичи, темпера, Да, има ножици, се што треба да има за сите проекти, се што е потребно, ги има реквизитите таму, затоа што ова е централизирано решение, сакаме со таа една кутија да го има решението за цел проблем, да не мора да оди на дополнителни курсеви или пак да оди да зема други кутии за експерименти во таа една кутија, да го има вистинското решение за овој проблем. И тоа вие како креатори на таа едукативна кутија веројатно смислувате претходно што согласно школскиот материјал предвиден за тој месец треба да содржи таа кутија во тој месец. Да, така? токму Ако така. се учи за Охридско езеро, можеби ќе ставите вода. Да. Сега малку импровизирам, меѓутоа за да стасам до поентата. Да, така работи развојот уствари. Од земање на училишната програма за тоа оделение се дели месец по месец и се обработува на тој начин, од кај што од досадна теорија се претвара во интерактивна пракса. И каква ви е идејата? Таа едукативна кутија треба да стане сериско, да влезе во сериско производство? Да, токму така, значи од кога ќе се развијат содржините за таа кутија, потоа кога се стапува во производство, ќе има оптимизиран начин на дистрибуција во кој што со таа претплата секој дете во основно образование ќе ја добива таа кутија месечно и може да се прошириме на пазарот од македонските основци каде што гледаме голем потенцијал. Добро, а дали ги прашавте наставниците, можеби со некој од образовниот сектор, дали опипавте пулс на некој начин, дали зборувавте и што е нивниот Да, често сме во комуникација поради тоа што тие се луѓе кои што од прва рака го осеќаат овој проблем, заради тоа што наставната програма им е нив дадена и тие треба да ја следат. Генерално имаме позитивни коментари и имаме исто така добри совети од нив, затоа што знаат кои елементи од проектите и експериментите се соодветни за децата да го стекнат најдоброто знаење и сме во константна комуникација со експерти од таа област. Добро, победниците добија 1 милион денари, еве ќе ги инвестираат, кажа Јован и Иван. Што ќе правите вие и дали добивте вие награда? Всушност, која е наградата за второ пласираниот? Да, нашата идеја беше признаена со тоа што инвеститорите кои што беа на жирито има една иницијатива да ни понудат партнерство. Тоа беше партнерство, понуда за партнерство од 12% за замена од 6000 евра во нашиот бизнис. Ние како тим ќе размислиме за оваа понуда, сепак треба едногласно да одговориме и сум сигурен дека ќе ја направиме правата одлука. Добро, и потоа што кога ќе станете партнери со веќе етаблирани бизнисмени кои исто така почнале со стартап? Потоа одиме кон Ќе си ги произведувате сами кутиите? Одиме кон развој на продуктот и производство и потоа пласирање на пазарот. Така. Добро, Ања, кажете ми, кога евалуиравте идеите, ценевте се од идеја, гениалност, креативност, иновативност, се до моментот на можна заработка во иднина? Да, до монетизација. Така, штом сте им понудиле партнерство, верувате дека овој бизнес може да успее? Да. И тоа велите не само во Македонија, туку и регионално да се прошири? Да, интернационално. Значи, сите инвеститори бивме едногласни, заради тоа и се решивме да им ја дадеме и таа понуда, така што чекаме одговор. Сите инвеститори бивме едногласни дека овој бизнес може да функционира, гледаме потенцијал, особено затоа што решава еден проблем кој што го имаме со проблемот на едукација во основното образование, така што гледаме огромен потенцијал и можност за нешто поголемо за општествено добро. Накусо на почеток не ве прашав што беше мотивацијата на Brainstar групацијата да се зафати со еден ваков проект. Зошто токму да изберете бизнис идеја од средношколци? Зошто ги повикавте токму средношколците? Зошто таа фокус група?
Да, па нашата идеја започна, пред се беше идеја на нашиот основач, на Петар Ниновски и извршен директор на Брейнстар групација. Меѓутоа, неговата идеја беше да додели $1.000.000 заради тоа што на некој начин он го започнал бизнисот на истиот начин. Четворица инвеститори решиле да му ја дадат довербата, да му дадат доверба и да му дадат капитал за да може да започне бизнис. Меѓутоа фокусот на средношколци го ставивме заради тоа што сметаме дека на младите им треба поддршка, им треба мотивација и им треба платформа каде што ќе можат да се изразат и да дојдат нивните идеи до израз, затоа што понекогаш ги забораваме дека и младите имаат идеи и тоа имаат добри идеи и овој викенд беше навистина доказ за тоа дека бизнисите денес треба да се развиваат многу порано од тоа да чекаме да завршиме факултет, да чекаме нешто да се случи, да го чекаме вистинскиот момент, значи бизнисите и тој претпремнички мајндсет се развива многу порано во средно образование, дури и во основно. Кога го објавивте повикот, да, очекувавте дека речиси 500 идеи ќе добиете? Имавте проблем со тоа да стасате, да ги информирате сите средношколци во земјава и од приватните и од државните училишта да станат свесни, односно да се запознаат со можноста да добијат милион ако имаат гениална бизнис идеја? Ние бевме во сите средни училишта, презентиравме, исто така нашиот маркетинг е доста ефикасен, така што немавме проблем да стигнеме до средношколците. Значи средношколците слушаат, само треба да им кажеме, да им дадеме, така што немавме проблем. Очекувавме дека ќе имаме толку бизнис идеи, што беше многу интересно. На крај одбравме 53 кои што беа ставени на јавно гласање. Овие 53 идеи сами беа задолжени за маркетинг и промоција на нивните идеи да соберат гласови. Соберат 30.000 гласови. Така што, да, тоа само зборува за... Тие што отпадна, имаше и некреативни идеи или сите на некој начин има содржина во себе, некој квалитет, меѓутоа не мора да се одберат победници, мора да се процесот да тече. Да, мора да има еден победник на крај. Она кое што и ние го зборувавме интерно во Брейнстар и инвеститорите кога во неделата одлучувавме е дека се надеваме дека ова ќе биде само еден од надпреварите на кои што ќе се пријават овие средношколци, заради тоа што за да се стигне до еден успех треба да се поменат веројатно многу неуспеси. Така што беше тешко да се донесе одлука, сите идеи беа добри, имаше различни моменти кои што беа пресудни за некој да отпадне. Тремата некогаш го прави своето, така што да, имаше различни моменти кои што некои од тимовите ги исклучува. Што е тоа заедничко што ги поврзува, например, средношколците од овие 50 финалисти, односно 50 што беа прво регрутирани, што поминаа во таа фаза, во следната фаза што влегоа, а потоа и овие 20, па 10. Имаат ли некоја заедничка особина овие средношколци што ги прави различни од мнозинството, од другите, да речем? Истрајност. Мислам дека за успешен, да имаш успешен бизнис и да си предприемач, истрајност е клучна особина. А тоа го покажа буквално сите средношколци кои што помина овој викенд кај нас во просториите, сите беа спремни. Презентираа на менторите, пичира по 5-6 пати, сите беа отворени за фидбек, сите правеа промени многу лесно, многу брзо и сите не се плашеа од неуспех. Преземаа ризици и не се плашеа од неуспех, затоа што за да излезеш таму, инаку ние целиот надпревар го снимавме лайв, така што ќе излезат и видеа од самите презентации пред инвеститори. Исто така 20 идеи презентираа во лифт пред Петар Ниновски. Имаа 90 секунди да презентираат идејата, така всушност ги одбравме 10 финалисти. Значи 20 тимови презентираа во лифт пред Петар 90 секунди и после тоа имаше Петар 90 секунди да им поставува прашање. Така што тоа мислам дека исто така покажува за тоа колку се храбри да застанеш таму во 90 секунди, а си само средношколец, да презентираш, да си спремен да одговараш на прашање, да има 3 камери околу тебе, фотографи, мислам дека... Да, сега одеше на Телма такво шоу,
игра на основачите. Да, Всушност Founders Game. Да, се Тоа е емитуваше прилично. на Телма и гледаме како тоа функционира во светот на возрастните. Кај вас е интересно бидејќи станува збор за средношколци, а со оглед на тоа што и вие и Brainster потекнува од како стартап. Почнува, рековте, Петар, со луѓе кои верувале во неговата идеја и вложиле. Какво е искуството сега после десетина години од Brainster? Веројатно поинаку се гледа на работите. Се откажувате на тамошен стартап идеи, бизниси, да креирате нови идеи, ќе ги повикувате младите, или и стартапот кога еднаш ќе успее, веројатно станува дополнителна мотивација, зараза на некој начин и ве мотивира повторно да се обидете? Да, мислам дека за секоја компанија е многу важно да иновира, така што треба многу брзо да се прилагодуваме на промените и да бидеме спремни 20% од времето да иновираме, така што ние сме фокусирани на тоа постојано да имаме нови идеи, да ги развиваме тие идеи, така што активно работиме и на наши други бизниси и други идеи и секако сакаме постојано да се инспирираме од млади луѓе, да ги повикуваме да дојдат да дадат придонес со нивните идеи, така што исто така се инспирираме и од луѓе како Давид. Рековте дека Brainster почнува како стартап, она што е заедничка особина и потребна особина за сите идни бизнисмени и истрајноста, велите. Да. Тука има и една интересна информација дека и Петар Ниновски кога почнувал учествувал на еден ваков надпревар и не бил избран како финалист, односно не бил прв туку. Да, беше последен. Меѓутоа бил упорен. Да. Кога веруваш во твојата идеја, кога веруваш во себе, мислам дека многу работа и ништо друго не е потребно. Само многу работа и многу труд. Добро, Иван, Јован, Марио, ако сте уште со нас, би ве прашал каде се гледате себе си по 10 години од сега? За 10 години ние се гледаме како бизнис кој заработува милиарди, како што споменавме на презентацијата. Сам уверени сме дека AI би била основа за еднината тогаш, како што сега струјата е основа за бизнисите. Ние за 10 години исто така сме оптимистични, добивме идеја дека и ние би одржале сличен ваков натпревар за идната генерација, за децата, можеби за децата на инвеститорите и наистина сме оптимистични, возбудени и благодарни за ваквата прилика. Иднината е светла и ја очекуваме и спремни сме за неа и за се што ќе донесе. Добро, дали и вие, освен вие тројца, ќе примите и други партнери од надвор, ќе го расширите систем 4 за повеќе содружници? Тоа е процес на растење. Прво треба да започнеме, па да работиме, да видиме како ќе се одвиваат настаните, како ќе имаме потреби, какви потреби ќе имаме, од какви партнерства ќе имаме потреби, како можеме да придонесеме за нив, а и тие за нас. И значи тоа е процес. Со работата, со текот на работењето, тоа се открива. Самите работи се откриваат. Такви се околностите, значи колку повеќе работите и колку повеќе успевате, само работите сами идат, сами се откриваат. Вистинскиот чекор што треба да го преземеме е тука пред нас. Ние можеме да го видиме. Добро, со оглед на тоа што за некоја година, односно в година веројатно ќе завршите средно училиште, што се вашите планови во однос на образовниот систем? Ќе продолжите да студирате во Македонија, ќе заминете во странство, ќе се фокусирате на фирмата, па можеби нема да студирате или? Јас и Јован сме веќе втора година, средно Марио е трета. Така да ние уште 2 години, ама ние за тие 2 години ќе се фокусираме максимално на нашиот бизнис и ќе успееме до некоја точка, па за на факултет треба добро да се размисли. Значи има време за студии, да одлучите каде ќе се насочите, има време за се со оглед на тоа што рековте втора година средно училиште, само Марио трета. Добро, а каква е и бизнис, односно образовниот план за иднина на Давид? Да, значи нашиот бизнис, односно нашиот образовен план на нашиот тим е во зависност од развојот на идејата. Значи сега, како што кажавте, да не верувавме во идејата, немаше да се пласираме на овој надпревар и ќе одиме тотално кон тоа, ќе целиме кон развивање на таа идеја, а потоа во однос на можностите, зависно од како се развива тој бизнис и кои можности ги имаме за образование, би одлучиле соодветно.
Немам директен одговор. Веројатно ќе студирате нешто, се замислувате себе си и се гледате себе си во иднината во Македонија, ќе останете во татковината дома? Независно од тоа дали би останале тука или би студирале во странство, планираме паралелно да водиме бизнис и да одиме на студии и на крајот секако да се вратиме во Македонија и да придонесеме во нашето општество. Добро, навистина приказни што инспирираат и охрабруваат, еве дека и Македонија со сите своји слабости може да има светла иднина кога имаме ваква младина, односно вакви средношколци. Честитки, Давид, и секоја чест и од мене и пренеси им на твоите двајца партнери. Ања, секоја чест за надпреварот, да продолжите да ги стимулирате со вакви награди средношколците во Македонија. Исто така, Јован, Марио и Иван, секоја чест, продолжете успешно и ете ви посакувам да правите милиарди како што самите замислувате дека ќе успеете. Поздрав од студиото на Телма. Ви благодарам многу за гостувањето, Ања и Давид. Благодариме за поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Останете на Телма и имајте убав ден. Довидување утре во истиот термин.